Почитувани гледачи, добро вечер. Еве сме на почетокот на уште едно издание на емисијата Отворено со општината. А наш и ваш вечерашен гостин во оваа емисија е секретарот на општина Струмица, господинот Кирил Парталов. Господине Парталов, добро вечер и добре дојдовте во емисијава. Благодарам, добро вечер и од мене. Дозволите најпрвин да ги поздравам гледачите на ТВ канал Вис и се разбира сите граѓани на општина Струмица. И истовремено еве веднаш да го земам право мојот збор, да ги им честитам на вработените во јавното предпријатие Паркиралишта Струмица денешниот повод што го изразија дента по повод една година припејд паркирање, еден убав повод заеднички со граѓаните, еден заеднички проект кој го одбележа успешно. Така, колку се задоволни од овој проект? Еве, ми наметнавте едно прво прашање. Па тоа и во самата анкета која што ја спровеле вработените во јавното предпријатие Паркиралиште се види задоволство од анкетата од граѓаните на општина Струмица. Впрочем, и при отпочнувањето на овој проект, кога имаше собир на граѓани на општина Струмица, на град Струмица во Домот на армијата во Република Македонија, уште тогаш граѓаните беа на страната на припејд паркирањето, односно регулирањето на паркирањето во град Струмица. Така, денес е 5 ноември, јас и вие памтиме многу поодамна и памтиме кога Струмица на денешен ден било ослободен, или го памтиме денот кога го славевме денот на ослободувањето, потоа се сменија некои работи па го славиме 11 септември како ден на ослободувањето, тоа за оние гледачи кои не го знаат тоа. Добро, одиме со концепцијата на оваа емисија која подготвив. Навлеговме, бидејќи 5 ноември, навлеговме значи во предпоследниот месец од оваа 2015 година и чинам дека е време да поразговараме малку околу тоа како се одвива реализацијата на програмата на општина Струмица на 1 месец и 25 дена до крајот на годината. Колку сте задоволни, значи како се одвива програмата, реализацијата на програмата согласно буџетот за оваа 2015 година? Значи, веќе сме 2 месеци пред завршување на годината, како и помалку од тоа, да, и ден на ослободувањето на град Струмица, претходниот празник на град Струмица. Морам да изразам задоволство од реализацијата, меѓутоа морам и да спомнам еден факт дека се уште реализацијата на програмата или на збирот на програми кои што ги опфаќа уредувањето на градежно земјиште и другите програми, се уште е во фаза некои улици во фаза на припрема, додека определени улици се завршени. Така што јас се надевам дека до крајот на годината, односно заклучно со третиот квартал, ќе бидат завршени и се надевам на висок процент на реализација на извршување на сите програми, посебно на програмата на уредување на градежно земјиште, затоа што денеска што ги добив и овие информации од изведувачите на терен кои што се и од нашите екипи кои што се на терен, заселено се работи веќе од утре да почнат со уредувањето и тампонирање на улици во населените места. Така. И истовремено припрема на асфалтирање на улици во самите населени места. Дел од улиците во градот, за кои што и веќе и преку општината информиравме, се асфалтирани со втори слоеви, дел се во припрема, од утре ми се чини треба да стартува завршување на улицата 5 ноември во Струмица и завршување и на другите улици. Пак 5 ноември, да се знае, убаво е што таа улица остана да се вика така како што се вика, да се знае кога Струмица порано го славела денот на ослободувањето. Добро, велите, очекувате висок процент на реализација на зацртаните проекти за оваа 2015 година. Колку? Се занимавате ли со некаква прогноза колкав ќе биде тој процент? Да, секако мора да се занимаваме. Прогнозите се сигурно дека оваа програма ќе биде реализирана повеќе од 90%. И тоа е задоволително, така. Сосема задоволувачко, имајќи во предвид дека одредени улици, одредени состојби кои што се во самиот буџет, односно во самите програми, постои неможност од реализација. Од разноразни причини. Од разноразни причини, дали се во фаза на експропријација за имотните правни односи, дали се во фаза на изработка на проекти, во фаза на испитување на одредени состојби со одредени објекти. Значи, од најразнообразни причини нема да бидат возможни за реализација. Меѓутоа, 90% е навистина висок процент.
Дај Боже да се оствари и тоа, а се надевам дека така ќе биде и тоа ќе биде една од поуспешните години во тоа што значи реализација на програми на општина Струмица. Господине Пардалов, ајде да одиме чекор по чекор. Ета така. Што е сторено во поглед на програмата за уредување на градежно земјиште или во делот на изградбата на улиците и тротоарите? Па така, јас тука морам да ги гледам улиците, затоа што навистина се работи за многу улици и многу бројки. Тоа, така. И многу бројки. Меѓутоа, во делот на тротоарите, најпрвин ќе почнем од тротоарите, тука остана да се реализираат само уште 2 тротоари. Едниот е во фаза на распишување на тендер, улицата Моше Пијаде, која што дополнително со ребалансот на буџетот влезе во програмите. Другите уште 2 улици се во фаза на реализација во моментот, Никола Тесла и Сава Ковачевиќ, другите кои што беа предвидени во програмата се реализирани. Што се однесува до улиците во градот, веќе се изреализирани овие втори слоеви кои што беа поставени на улицата Братство Единство, улицата Моше Пијаде и улицата Браќа Миладинови. Денеска или утре треба да се заврши, беше отпочната улицата 5 ноември, денес и утре треба да се заврши и продолжуваме и со останатите улици кои што беа подготвени за втор слој на асфалт. Меѓутоа, главните активности, секако, освен тоа што се случија во централното градско подрачје и улици во градот, се случија и во делот на касарната, во делот на индустријската зона Север и во делот на зоната каде што имаме генамена индустријски зони позади Лукоил, односно према излезот на Дабиле. Во тој дел, значи, се работеше засилено и тек се уште ќе се работи на пробивање на улици, затоа што таму се работи веќе на интензивно на добивање на одобрение за градење на стопанските субјекти кои што купија земјиште од општина Струмица. И во тој поглед ние како општина мора да одговориме со решавање на инфраструктурата во овие 2 индустријски зони, посебно во зона Север и ова индустријска зона, и се надевам дека бар до крајот на годината ќе бидат и стампонирани улиците и поставена соодветна инфраструктура во поглед на канализација и водовод. Така. Добро, нема да ги набројуваме сите улици, нели, бидејќи во интерес на времето важно е тоа дека и тука процентот на реализација ќе биде висок, нели? Така, добро. Пред малку спомнавте, постојат ли ангажмани, вие и самите рековте дека има такви, постојат ли ангажмани кои се однесуваат на експроприација на земјиште? Тоа е посебен дел и навистина во тој дел оваа година имаше поголема активност од страна на општина Струмица, веќе граѓаните кои што се најдиректно погодени од определени имотно-правни односи, кои што беа нерегулирани во изминатиот период, на задоволство и на општина Струмица, а и на тие граѓани, сакам да соопштам дека веќе дел од експроприациите се поднесени во имотно-правни односи, тоа што се однесува за урбаниот дел на градот, во така наречениот триаголник, таму се деломно и завршени, деновиве треба да се поднесет веќе експроприациите до имотно-правни односи за дел 25 и 26, тоа е за областа Чамлак или така наречената ексклузивна зона за градење. Во тој дел сигурно, во останатиот дел кој го викаме Гелгерен, односно делот на индустријската зона кој што е позади Лук Оил, деновиве ќе бидат поднесени околу 60 барања на тој дел, се поднесува барање во делот на Грозд, значи вкупно некаде околу 500 барања за експроприација за кои што има општината потреба или каде што има потреба од градење на инфраструктурни објекти, ќе бидат поднесени и се надевам дека наредната година овие сите барања ќе бидат завршени и исплатени на граѓаните на општина Струмица. Така. Кога зборуваме за градежни активности во делот на улиците и тротоарите, претпоставувам дека најголемите инвестиции се реализираат на просторот на поранешната касарна. Градоначалникот неодамна при предавањето во потреба на реновираното училиште во Свидовица изјави дека во тек се активности во вредност од околу 100 милиони денари. Вие
предпоставувам ќе го потврдите тоа дека е така. Дали сум во право дека најголемите ангажмани ги имате токму на овој простор? Така е, градначалникот секојдневно ја прати состојбата, Така. како на терен, така и со изследувачите. И точен е овој податок, може би се работи и за преку 100 милиони денари, меѓутоа главната активност е навистина во касарната, таму беа вложени вкупно оваа година до сега или до крајот на годината ќе бидат вложени некаде околу 54-55 милиони денари, со што ќе се заокружи сето тоа градежно земјиште кој што граѓаните го купија во делот на касарната и каде што изградија веќе готови објекти, односно купија земјиште од општина Струмица, односно земјиште на Република Македонија, и ние како општина бевме должни, затоа што и платија и комуналии за овие објекти, имавме обврска во тој дел на касарната да изградиме инфраструктурата, односно улиците, вклучително и канализациите и водоводната мрежа за овој дел од касарната. Затоа, исклучиво и само во касарната овој дел на инвестиции, вклучувајќи ја канализацијата, водоводот и патната инфраструктура, изнесува некаде околу 80 милиони денари. И минатата година ми се чини таму имавме некаде околу 100 милиони. Значи, овие 2 години касарната навистина станува едно урбано место за живење со модерна урбана како модерна урбана средина. Така. Сега ајде да разрешиме една недоумица што владее помеѓу граѓаните. Многумина велат како е можно општината да се жали дека касарната не е предадена во владење, нели, да управува со неа, а од друга страна во делот на касарната се прават стамбени згради, се уредува градежното земјиште, се прават тротоари, патишти и така натаму. Да, така е. Се извинувам. Да. Значи, делот во касарната, кој што беше предвиден за изградба, тоа е градежното земјиште каде што немаше објекти. И тоа со донесувањето на урбанистичките планови за касарната премина во Република Македонија и со давањето на надлежноста на општина Струмица да врши продажба на градежното земјиште, општината го вршеше продажбата на градежното земјиште. Меѓутоа, што е со делот кој што е објектите во самата касарна, Тие не се предадени, така? Тие не се предадени и за тие објекти општина Струмица до владата на Република Македонија преку Министерството за одбрана и преку Министерството за транспорт и врски имаше доставено своји понуди, своји ведувања за уредување на овој простор, што би требало и како би требало да биде. Еве, ние денес сме во еден објект кај што се наоѓа и ТВ канал Удвис и кој што мислам дека е единствен задржан објект кој што функционира во касарната. Да. Останатите објекти се навистина руина и не заслужуваат Ги јаде завод на времето, така? Да, завод на времето ги јаде и тие објекти не заслужуваат да бидат оставени на милост и немилост на времето, затоа што, колку што ми е познато, со носењето на генералниот урбанистички план и планот за овој урбан блок, некои од објектите се заштитени од завод и музеј Струмица. Значи имаат и статус на заштитени објекти, а се оставени на завод на времето. Значи останува Струмичката касарна, единствената касарна во Република Македонија која не е предадена на општината. Да, значи сите останати касарни се предадени на општините соодветно на нивните потреби и барања. Единствено остана во општина Струмица касарната да не е предадена на општина Струмица. Нашите последни контакти со владата беа крајот на 2013, од тогаш немаме никакви контакти за тоа дали и кога евентуално би се продолжил овој процес на предавање на касарните, иако општината овде имаше и добри проекции, пред себе ги спомнав проекциите околу старечките домови, проекциите за јавните предпријатија. Се сеќаваме за тоа, градоначалникот дури постоеше емисијата отворена со градоначалникот, честопати го повторуваше тоа дека општината има планови во тие постоечки објекти со одредена преадаптација да преминат во старечки домови, градинки, не знам,
противпожарна станица и така натаму. Имаше разни такви идеи, меѓутоа едноставно се неостварливи поради тоа што нели ова касарна не е предадена во владење на општина Струмица. Кога тука ставаме точка на таа тема. Ајде малку за реконструкцијата на домовите на културата во населените места. До кај е овој ангажман на општина Струмица? Значи, во наредниот период е во фаза на изработка, дури веќе се и распишени тендерите за избор на изведувачи за реконструкција на домовите на културата во неколку населени места. Морам да спомнам дека тука се работи за средства од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и рурален развој. Општината навреме ги изработи проектите за овие населени места и во 6 населени места веќе од пролет ќе почне реконструкцијата на овие домови на културата. Тоа се домовите на културата во Просениково, Дабиле, Велюса, Добрејци, Попчево и Костурино. Вредноста на оваа инвестиција е соодветно на програмата преку Агенцијата за финансиска подршка на рурален развој во висина од 8 милиони и 600 илјади денари, меѓутоа со можност ова преку југоисточниот плански регион, каде што исто така има аплицирано, оваа реконструкција да биде зголемена во делот на финансиските обврски, така што може да се случи и поголем обем на вршење на реконструкциите на овие на културните домови во овие населени места. Така. Меѓутоа, чинам дека е ред да споменеме, да одговорите, до кај се работите со Домот на културата во Куклиш. Сите знаеме дека тој пред неколку години беше опожарен, нели? И не е во функција. Така. Во оваа програма тој не можеше да се најди затоа што и за негова реконструкција, евентуална реконструкција или евентуално нов дом на културата, треба поголем износ на средства, на финансиски средства. Во моментот таму се работи на проценка од одредени статистичари, стручни лица кои што треба да кажат дали Домот на културата ги задоволува основните потреби од урбанистички аспект, од градежен аспект, за тоа дали треба да биде реконструиран, дали може да биде реконструиран или да се гради од темел, нов. Евентуално да се сруши тоа и да се гради нов. Доколку се самите статистичари стручни луѓе ја определат негова реконструкција, тогаш ќе се работи и се надевам дека до крајот на годината ќе може да изработиме и проект за реконструкција или проект за евентуално нов културен дом. Меѓутоа соодветно на проценките на овие стручни лица во делот на градежништвото кои што треба да го дадат конечното мислење и суд за овој Дом на културата. Програмата за работа за 2015 година на општина Струмица предвидуваше изградба на неколку водоводни канализациони системи. Што е сторено на тој план? Да, значи паралелно со инфраструктура, со градењето на улиците, на инфраструктурата, паралелно со тоа одеше и изградбата на канализационата и водоводната инсталација, атмосферска и канализациона фекална канализација. Значи, и тука морам да споменам дека овој дел е најголем во делот на касарната, така што тука некаде околу 20 милиони денари се потрошени за фекалната и атмосферска канализација и околу 10 милиони денари за водоводна инсталациона мрежа. Исто така морам да споменам и за реконструкцијата на делот на Климент Охридски, кој што треба да се заврши до крајот на годината, на старите азбестни цевки со замена со нови цевки, кој што е во програмата на водоводните и канализациони мрежи и нормално тековните поврзувања и тековните активности кои што се случуваат низ градот за новите објекти кои што добиваат за одобрение за градење. Така што и во тој дел активностите се навистина големи, исто така ги пратиме и активностите во делот на зона Север и делот на зоната позади Лукоил, што значи и во тој дел канализационите и водоводните
мрежи се во фаза на изградба. Така, во оној дел кој го спомнавте дека се менуваат азбестните цевки со нови, нели? Тоа се деловите од градот кои не беа опфатени со МЕА програмата, нели, да бидеме на чисто. Како стои општината со продажбата на градежното земјиште? Во годините наназад тука имавте големи активности. Да, минатата година имавме големи активности, имавме 3 огласи на кои што навистина добро и квалитетно извршивме продажба на градежно земјиште на Република Македонија во градежниот опфат на општина Струмица. А тоа значи квалитетно полнење на буџетот на општина Струмица, така? Меѓутоа морам да спомнам, оваа година навистина се уште немаме објавено ниту еден оглас. Се надевам дека барем до крајот на годината ќе успееме еден. И сите заинтересирани граѓани и стопански субјекти не прашуваат зошто досега немало се уште објавено оглас. И јас ве прашувам зошто? Да. Значи, правната несигурност која што постои во Република Македонија околу продажбата на градежно земјиште не ни дава за право да извршиме ваква продажба, односно да објавиме оглас за вршење на ваква продажба. Додека процесот на денационализација, односно враќањето на денационализираниот имот на корисниците кои што имаат поднесено барање за денационализација не ни дава за право да вршиме продажба на градежно земјиште кое што може да биде предмет и за денационализација. Едноставно, ниту државата не води евиденција, односно нема евиденција кое земјиште е предмет на денационализација. Нам во изминатиот период ни се случија неколку случаеви да извршиме продажба на градежно земјиште и во моментот додека го предадеме на владење на купувачот кој што купил градежно земјиште собственост на Република Македонија да биде предмет на враќање на денационализација. Немате ли увид во тие нешта? Општина Струмица нема, комисијата која што ги врши предметите исто така. Тие предмети се сите кај нив, меѓутоа немаат сознание. Едно време со поранешниот закон, додека не се измени законот за градежно земјиште и законот за денационализација, постоеше обврска да биде извршен упис во катастарот на ваквите решенија. Така. Меѓутоа покасно со Уставниот суд, со одлука на Уставниот суд се укина оваа обврска, никаде не се заведени освен тие решенија кои што до тој момент додека ваеше законот се запишани. Така што сега еве имаме извршено продажба, граѓанинот кој што купил во регуларна постапка градежно земјиште на Република Македонија, кај што треба да гради објект, не сме во можност да воспоставиме владење затоа што во меѓувреме е вратено земјиштето на поранешни собственици кои што е било предмет на денационализација. И тука губат сите, и купувачот, и општина Струмица, и државата. Навистина, имајќи ги во предвид потребите на денационализираниот имот, не сакаме и ние да извршиме продажба на имот кој што е предмет на денационализација, затоа што ги сваќаме и овие поранешни собственици кои што навистина на времето, ако се били оштетени, сега барем треба да се обештетуват. И затоа не сакаме да вршиме продажба, барем на оние места, на оние локации за кои што знаеме само по наше видување дека се предмет на денационализација. Така. Инаку државата тоа можеше и мора да го среди доколку во иднина сака овој процес да добие правна сигурност и граѓаните да имаат правна сигурност во поглед на купувањето на градежно земјиште на Република Македонија. Така, одиме понатаму. Пред малку зборувавме за канализационите системи, па ми се наметнува прашањето докаде е постапката со канализациите во Дабиле, Просаниково и Добреци. Така, овој проектот за изградба на канализациите во овие 3 населени места е веќе во подмината фаза, значи за Добрејци веќе е распишен и завршен тендерот. Меѓутоа, во населените места Дабиле и Добрејци, овој проект ќе биде предмет на наредната година, затоа што морам да спомнам тука. Овој проект отпочна уште 2010 година. Општина Струмица беше најподготвена и уште тогаш имаше подготвено проекти за учество во проектот кој што беше преку Министерството за транспорт и врски.
И за тази цел и беше одобрен кредит, односно грант за изградба од околу 1.100.000 евра за овие 3 канализациони системи. Меѓутоа на најразноразни начини, дури еве гледате веќе сме 2015, крајот на 2015 завршува еден проект за Добрејци. Останатите 2 добивме писмено известување дека ќе мора да бидат завршени до крајот на 2018. Имајќи го предвид тоа, општинската администрација заедно со стручните лица од комуналици ги повлековме предметите пред се и со цел за поквалитетно, заедно со консултантите кои што ги водат овие предмети во рамките на Министерството за транспорт и врски, до крајот на некаде февруари и март бидат изготвени соодветно овие проекти према укажување од консултантите и веќе наредната година да бидат ставени во постапка и во процедура за нивна реализација. Меѓутоа, морам да спомнам дека овие средства од 1.100.000 евра нема да бидат доволни за сите 3 проекти, што значи од проектот Добрејци, кој што е веќе завршен и кој што чека на избор на изведувач, колку средства ќе бидат останати од овие 1.100.000 ќе бидат искористени за наредните 2 проекти за Просениково и Кукуш. За Просениково и Дабиле. Со тоа што соодветно ќе биде одговорено и од буџетот на општина Струмица за дозавршување на овие 2 проекти, што значи нивната реализација ќе оди во завршување со буџетски средства и од буџетот на општина Струмица. Господин Пардалов, каква е реализацијата на предвидените проекти во делот на социјалната заштита, образованието, културата и спортот? Можеме овде да одиме чекор по чекор, во интерес на времето предвидено за оваа емисија. Секоја година, значи општина Струмица уште на почетокот на годината врши објавување за реализација и на програмите од областта на спортот, културата, социјалната заштита, здравствена заштита, образованието и соработката со невладиниот сектор. Значи, овде навистина е голем интерес на сите сами субјекти кои што учествуваат и се јавуваат на самите огласи кои што ги распишува општина Струмица. Меѓутоа и од наша страна навистина веќе се научија луѓето дека овие проекти кои што тие ги прават заслужуваат внимание и сите се 100% исплаќени, што значи постои квалитативно и квантитативно содејство меѓу субјектите кои што учествуваат во овие процеси и општина Струмица. Еве би спомнал само во областта на спортот. Јавени се околу 53 екипи и по тоа што го имаме како сознание од терен и по самите кажувања на спортските екипи, сигурно околу 40 на веќе би се откажали и нема да функционират и да постојат како спортски здруженија или спортски екипи доколку не ги добиваат средствата од општина Струмица. Што значи на овој начин општина Струмица преку овие средства врши омасовување на спортот и спортските клубови и спортски манифестации во општина Струмица. Морам да спомнам дека веќе сме крајот на ноември, веќе 70% од овие програми се реализирани, останува до крајот на годината да бидат реализирани. Јас се надевам тука реализацијата ќе биде исто така висока 90, па можеби дури и 100%. Значи сите оние кои што аплицирале и во рамките на образованието, и во рамките на спортот, во рамките на социјалната заштита, во рамките на трансферирани средства према невладините организации соодветно на нивните огласи кои што беа во програмите Г1, В1, сите ќе бидат, јас се надам, до крајот на годината дури 100% изреализирани. Така, што се однесува до делот на културата, тука општината редовно ги помага сите манифестации меѓународни кои се одржуваат. Традиционалните манифестации веќе завршија, остануваат уште до крајот на годината неколку манифестации да завршат. Тоа е празнувањето на градот кој што ќе се случи на 11 декември. Да, Свети 15 Веројополски маченици и дочекот на Нова година. Останатите манифестации од областта на културата сите бевме сведоци, масовно посетени. Добар прием, убав одзив, сите се исплатени, на време изреализирани. Вреди да се спомне и тоа дека не само оние манифестации кои се под ингеренција на установи
кои се дел од Струмица, нели, туку и општината финансира и манифестации традиционални кои се под Националната установа Центар за култура Антон Панов, кој е под капата на Министерството за култура, нели? Па сепак, нели, тоа се наши установи, тоа се наши манифестации и рета да се помогнат, нели? Сите манифестации кои што се одвиваат на територијата на градот и општина Струмица заслужуваат внимание. И сите овие манифестации општина Струмица несебично ги помага, несебично ги поддржува. Не секогаш овие манифестации се наоѓаат и во програмите. Некои од овие манифестации може да се случат во текот на годината. Секогаш постои резерва во буџетот од средствата дали на градоначалникот или буџетски средства од областа на културата кои што заслужуваат внимание и секогаш се помагани. Особено тоа се однесува на издавачката дејност, на издавањето на нови книги, така е, преголем број на поезијата, прозата и така натаму, афоризмите. Сите заслужуваат внимание, сите се овие наши настани кои што се од наши сограѓани, од наши писатели, поети, и сите заслужуваат одредена парична помош, кое што навистина представува едно културно наследство на општина Струмица, културно богатство. Апсолутно. Што се однесува до образованието, вреди да се спомене реконструкцијата на училиштето во Свидовица, каде што општината направи еден голем ангажман. Според вас за тоа? Па, тоа беше ангажман кој што требаше да се го заврши Министерството за образование. Меѓутоа, нашата грижа за нашите деца секогаш останува ние да си ја решаваме. Затоа викаме дека и процесот на децентрализација мора да се одвива во сите сфери. Доколку процесот на децентрализација не се одвива онака како што треба, ќе ги имаме овие ситуации и случаи. Државата реконструира 300 објекти низ цела држава. Ние не гледаме, ние во општина Струмица немаме ниту еден. Моравме ние да се зафатиме, да си реконструираме објект за нашите деца, затоа што е неминовност тоа. И во иднина ваквите реконструкции ќе бидат, ќе има вакви реконструкции, ќе се случи во Просениково, ќе се случи и во Водоча. Меѓутоа, обврската на Министерството за финансии, на Министерството за образование се тие се тие кои што треба да ги вршат капиталните инвестиции во делот на образованието. Така, добро. А што е со детските градинки во Просениково, Муртино и Куклиш? Така, детските градинки во Просениково, Муртино и Куклиш се во фаза на изработка на проекти. Веќе добивме од допис од Министерството за финансии кој што го води овој проект преку Светска банка, потреба од одредени корекции на овие проекти. Овие според планот и насоките кои што се дадени од Светска банка, овие проекции треба измени на проекти и дополнување и корекции треба станува збор за пренамена. Да, за одредена пренамена треба да се завршат заедно со одобренијата за градење за овие три проекти до февруари 2016. Што се однесува до Муртино и Куклиш, чинам дека станува збор за пренамена од поранешните општински згради, така. Таму значи да се заврши проекцијата, да се извршат корекции на проектите за реконструкција и кога ќе се заврши овие проекти да се извадат одобренијата за градење, ние се надеваме дека како општинска администрација ќе ги скратиме овие рокови, чашто побрзо веќе се работи на овие проекти и веќе на пролет да бидат одобрени од Светска банка за реализација. Инаку целата реконструкција е веќе одобрена и во финална фаза. Сега следува една многу значајна тема во овој разговор, во тек е процедурата за реализација на еден исклучително значаен, капитален, грандиозен, би се рекол, проект кој долго време представуваше насушна потреба за Струмици и струмичани. Станува збор за прочистителна станица во Струмица. Која е улогата на општина Струмица и до каде е постапката? За изградба се разбира. Тоа е веќе реалност, значи веќе граѓаните знаат дека тоа е реалност и веќе наредната година ќе се отпочне со изградбата на овој проект. Веќе денес сум информирано од одделението за јавни набавки дека е завршен и тендерот дори за избор на изведувач кој што ќе врши контрола на проектот.
Наш представник участва во работа и избор на изведувач во рамките на Министерството за финансии, каде што е распишен и тендерот за изграда на пречистителната станица, и информиран сум од нашите представници кои што учествуват во оваа комисија дека за 10 дене веќе ќе се знае конечно кој ќе биде изведувач на работите за изграда на пречистителната станица. Истовремено овој изведувач ќе има обврска да изработи и проект за пречистителната станица, а ревизор на проектот ќе биде избран од страна на општина Струмица по пат на јавен оглас, за кој што пред малку реков дека е веќе во завршна фаза и веќе во понеделник и ќе се знае кој ќе биде тој. Останатите обврски кои што се на страната на општина Струмица е да изврши избор на 2 до 3 лица кои што ќе вршат контрола на изведување на работите од страна на изведувачот. Значи јас се надевам дека по онаа динамика која што ја имавме заедно во Министерството за екологија со министерот за екологија, некаде до јуни месец да биде издадено одобрение за градење и да се отпочне, веќе постојат реални услови ова постапка да биде исто така скратена, да биде завршена некаде до март-април месец. Значи, да, бидејќи да бидеме на чисто, станува збор за строго определени рокови кои треба да се испочитуваат, така? Да. Не смее да се поминат тие рокови. Овде роковите се навистина строги и нема отстапување, ама баш од ниеден рок. Така. Меѓутоа, постои можност да се скратат роковите, значи не мора да ги чекаме крајните рокови. Така. Освен останува единствено прашање дали доколку се случат изборите во април месец 2014 година, не попречат на евентуалниот избор и отпочнување на градежни работи. Јас се надевам дека нема тоа да биде пречка. Така. Ако до тогаш се завршат постапките за избор и се отпочне со реализација на проект. Така. Ја завршили општина Струмица својата работа околу обештетувањето на штетите од поплавите? Ова е навистина интересно прашање. Општина Струмица преку својата комисија која што е формирана од страна на Советот на општина, комисија за проценка на штети. Комисија за проценка на штети на погодените подрачја, навремено ги заврши сите своји обврски согласно Законот за заштита и спасување. Овие елаборати беа освоени, 2 елаборати, се работи за 2 елаборати, затоа што имавме 2 поплави. Навремено ги достави до владата на Република Македонија, онака како што е пропишано со Законот за заштита и спасување, и сега се чека, како што беше пракса и во минатите години, и како што беше законска обврска, да почне со исплатата на овие средства. Меѓутоа, што се случи? Во меѓувреме се смени начинот на работа и на обештетување. Од страна на општината, без никаков писмен допис, морам да спомнам, само со устно укажување, беше побарано општината да достави список на лица со матична евиденција, со евиденција за овие лица и процент, само процент на оштетеност на културата до Министерството за земјоделие. Општината, тоа беше дополнителна работа која што не е во рамките на надлежностите на општината. Тука веќе се почна и се приде на обештетување, претпоставам, по Законот за земјоделство и рурален развој. Тука веќе пресметка вршат определени вештаци, ангажирани од државата, и тука веќе се случува само обештетување на земјоделските површини. Меѓутоа, не и на останатите погодени од несреките, затоа што за објекти и така не се случи само штета на земјоделските посеви, се случи штета и на имотот на граѓаните, на домовите и други движни и недвижни ствари кои што ги има, и поготово па и во делот на земјоделието. Беа обештетени само оние граѓани кои што имаа посејано култура, а не и оние граѓани кои што имаа подготвено земјиште за посевање на култура. И таму и тие претрпеа штета затоа што сите овие граѓани имат вложено за да извршат посев. Тоа што се случило да не можат во меѓувреме да извршат посев на овие имоти, сето тоа е штета. Едноставно, општина Струмица, значи, ниту знае на кои граѓани се врши исплата, колку е висината на штетата што се исплаќа на овие граѓани,
кога се исплаќа, дали се исплатени средства, ние сега овие информации ги добиваме само едноставно од граѓаните, кога имат да се пожелат или да извршат увид во документацијата која што е пратена од општина Струмица или до Министерството за земјоделие или до владата за надоместување на штетите на граѓаните. Да, понатаму ингеренциите ги има централната. Ингеренциите се до централната комисија или до владата за да определи на вистина во која висина ќе бидат обештетени граѓаните и дали воопшто ќе бидат обештетени. Постои некаква најава за посета на делегација на ОПСЕ на општина Струмица. Дали е тоа така, дали е тоа вистина и ако е така, која е целта? Да, значи веќе имаме најавено посета на делегација, на висока делегација од ОПСЕ на општината. Тоа ќе се случи на 18 овој месец. Целта на ова посета на делегацијата на ОПСЕ е нивниот извештај кој што тие периодично на неколку години прават извештај за процесот на децентрализација во Република Македонија. И во рамките на овој процес на децентрализација, откако ќе го формираат извештајот за процесот на децентрализација во Република Македонија, неминовно вршат и посети на определени подрачја на определени општини во врска со информациите кои што ги имаат добиено соодветно на извештајот, кој што извештај е пак сублимат од работењето на сите општини и анкетирањето на сите, односно делумно општини во Република Македонија. Од југоисточниот плански регион анкетирањето е правено во општините Гевгелија и Дојран. И делумно и во општина Струмица. Посетата е за да ни укажат едно задоволство од страна на општина Струмица во поглед на транспарентноста и носењето и учеството на граѓаните при формирањето и носењето на одлуките на општина Струмица пред се кога се формира буџетот и програмите за кои што пред малку зборувавме. Значи, навистина тие оцениле дека заслужува внимание и во сите анкети општина Струмица е посочена како пример за добро работење, за учество на граѓаните во носењето на одлуките кои што се од битно значење за граѓаните на општина Струмица. Така, што се однесува до децентрализацијата, моје лично прашање до вас, еден ваш личен став, како се одвива тој процес? Иако станува збор за процес кој нема крај, кој постојано трае, сепак имам ли право кога велам дека одредени најави, таа децентрализација е, да кажеме, повеќе од 10 години, нели, стапи на сила во Република Македонија, одредени работи кои требаше да потпаднат по општината, како што е дел од полицијата, примарната здравствена заштита, сето тоа, од сето тоа нема ништо. Така, значи, овој извештај, кој што е во прилог и на посетата на ОПСЕ, во овој извештај, за жал, постојат и констатации, препораки и заклучоци, кои што и не се на страната на децентрализацијата. Тоа што и ние навистина го мислиме и го осеќаме секојдневно, дека децентрализација како процес назаднува, тоа е и констатирано во нивните извештаи. Значи, ОПСЕ исто мисли, така? ОПСЕ истото го мисли. И не само што вика дека нема напредок во децентрализацијата, него вика се случува обратен тренд на рецентрализација. Значи враќање повторно државата на ингеренциите на централната власт. Тоа ние секојдневно го осеќаме преку најразнообразните, и тоа вие што го спомнавте напредокот кој што го нема во примарната здравствена заштита, во социјалната сфера, во културата, во безбедностите, во Министерството за внатрешни работи, во делот на полицијата и така натаму. Меѓутоа, ние сме секојдневно сведоци дека државата ги презема надлежностите на општината и сама да распишува огласи, тендери или не знам што во во многу општини во Република Македонија за изградба на улици во самиот град или во само населено место. Владата го прави тоа. Тоа е најтипичен пример на оваа рецентрализација. Добро. Неодамна Струмица стана дел од едно интересно меѓународно семејство.
Струмица беше примена во Меѓународната асоциација на градови пренесувачи на пораката за мирот. Вие бевте присутни на тој настан кој се случи во Куманово. Што тоа значи за Струмица? Така, значи ми беше чест заедно со председателот на Советот на општина Струмица, господинот Јосиф Христов, изминатата недела, односно во петокот, да присуствуваме на свечен чин на доделување на плакета со кој што општина Струмица стана 110-та членка на Асоциацијата пренесувачи на порака на мирот. Општина Струмица во изминатиот период, неколку годишен период наназад, со многу своји активности го докажа тоа, така, посебно на 9 мај преку Домот за деца и млади, преку образованието и со многу своји активности пренесување на пораката на мирот. Сето тоа оваа асоциација го прати. Ние за сите овие наши активности редовно известувавме и действувавме и сето тоа навистина на крајот вроди со плод Струмица да се најде во семејството на овие градови, каде што се, еве да кажем, Барселона, Париз, не знам, сите овие градови, Струмица да биде 110-та членка на оваа асоциација. Веќе од наредната година, општина Струмица полноправно ќе учествува на сите работи на генералните собранија на оваа асоциација и се надевам дека... И тоа беше генерално собрање? Тоа беше генерално собрање кое што се одржа во Куманово. Меѓутоа веќе се договорени некои наредни активности кои што треба да се случат и во кои што општина Струмица навистина ќе се случи по повод Денот на мирот 21 септември наредната година, кога веќе се договорени активностите заеднички да биде одбележено во сите 110 градови ова одбележување преку пренесување преку интернет, преку YouTube, така што се надевам дека до година ќе имаме не секојдневно одбележување на овие празници кои што на овој празник кој што навистина заслужува внимание и каде што сме веќе полноправни членки. Да, од Македонија членки на оваа асоциација се само Куманово и Струмица. Од Македонија, да. Само Куманово и Струмица. Јас се надевам. И тоа е голема чест, претпоставувам. Апсолутно, навистина ни беше преголема чест и што сме членки на ова, меѓутоа самото чувство кога не примија беше навистина голем. Браво. Докај се работите околу изградбата на споменикот, подигањето на споменикот на загинатите од хеликоптерската несреќа која се случи во близина на Струмица? Да ја искористам емисијата, уште еднаш да одговориме на ова прашање. Значи, соодветно реакциите кои што ги имаше јавноста на претходното решение, кое што не велам дека не беше успешно, меѓутоа бидејќи беше единствено, комисијата за одбележување, комисијата која што е за спомен обележја при општина Струмица, одлучи по претходни консултации со градоначалникот да изврши поништување на претходниот оглас и да даде можност од распишување на уште еден конкурс. При тоа се почитуваше, претпоставувам, и мислењето на јавност. Да. Значи, секогаш треба да се почитува стручното мислење, односно и мислењето на јавност. Да, и тргнувајќи од тој факт, градоначалникот заедно со комисијата решија да го поништат претходниот избор и да дадат можност уште еднаш да биде распишен оглас за избор на идејно решение и соодветен споменик за трагично загинатите во хеликоптерската несреќа. Јас се надевам сега и со малку поголема популаризација на овој проблем да се јават повеќе автори за навистина да биде избран веќе конечно, да биде соодветно одбележено заслужно ова хеликоптерска несреќа. Меѓутоа, пак би спомнал, фамилиите на починатите има позитивно мислење за претходното решение. Значи, тие има навистина позитивно мислење за решението кое што беше и претходно избрано. Меѓутоа, еве и тие се сложија, тие се во непосредни контакти со нас. Јас се надевам дека сега ќе се случи избор, има заинтересирани, веќе се подигаат документација од определени автори и се надевам дека за едно 30 дена, колку што трае огласот, ќе имаме избор за ново идејно решение. Денес, господине Парталов, читав по печатените медиуми дека
Првите снегови во Македонија се очекуваат некаде околу, тоа се оние долгорочни прогнози на синоптичарите, значи првите врнежи од снег се очекуваат токму во ноември, некаде околу 18 во втората половина од месец ноември. Па се поставува прашањето колку општина Струмица е подготвено за зимско одржување на патиштата и улиците. Да, значи на претходната седница на Советот на општина Струмица беше донесена програмата за одржување на улиците на општина Струмица во зимски услови. Морам да спомнам дека општина Струмица еве подготвено почнуваме. Благодарение на претходните две зими, кои што не беа со некој, не знам каков обем остри, сол имаме доволно, значи останато уште од претходната и претходната година, значи околу 30 на тона сол имаме веќе на располагање. Се склучуваат договорите со определената механизација, кои што по евентуална потреба се повикуваат за реакција и на кој јавното комунално предпријатие секогаш прво на удар заедно со општинската администрација. Така што се надевам дека подготвено ќе ја пречекаме зимата, односно првите доколку се случат. Така. Ова помалку ми личи, бидејќи ви останало сол од претходните 2 години, тоа ми личи малку за вицот со индијанците кои сечеле дрва за зимата. Добро. Долг е овој виц, да бидеме сериозни до самиот крај. Период е на обично. Овој период од годината се прават подготовки за изработка на буџетот за наредната година. Колку општина Струмица е агилна на тој план и колку се почитува и се слуша мислењето на граѓаните во поглед на партиципативното буџетирање? Да, значи, морам да спомнам дека веќе се одржаат дури 2 сесии. Впрочем, и вие бевте учесник, и вие го знаете во претходните години како оди овој процес. Веќе се одржаат 2 сесии на форумски сесии. Да, форумски сесии на кои што се учесници граѓаните на општина Струмица во најразлични форми, тргнувајќи од местните урбаните заедници, невладиниот сектор, образование, култура, спорт и така. Култура, спорт, каде што самите си го планираат буџетот, самите ги создаваат програмите. Општина Струмица програмите не ги носи административно. Административци се граѓаните кои што на овие форумски сесии самите ги предлагаат активностите кои што општина Струмица треба да ги заврши во нивно име. Впрочем, ова и целта и на посетата и на ОПСЕ, кој што треба да се случи на 18-ти, самиот овој начин на работа на функционирање на општина Струмица и носење пред се придонесување на учество на граѓаните, граѓанските иницијативи во одлуките на општина Струмица, приносењето од страна на Советот, го препознале овој факт дека е добар и начинот на кој што веќе во изминатите години функционираше и се носи се буџетот, исто така ќе продолжи и ова година. Така. Интересно е кога ги спомнавте овие форумски сесии во рамките на форумот во заедницата. Минатата година, бидејќи бев активен чинител во сите тие случувања околу форумот во заедниците, како новинар се разбира, на сите тие учество зема и луѓе кои доаѓаа од Швајцарската агенција за развој и соработка, и еден од оние кои доаѓа на една од форумските сесии беше рекол: јас сум дојден овде да мониторирам, значи да вршам мониторинг на тоа како се одвива форумскиот процес во општина Струмица, но иако сум дојде како да мониторирам, јас сепак дојдов да учам, бидејќи Струмица предначи во делот на тие форумски сесии, во слушањето на граѓаните, пулсот на граѓаните во делот на партиципативното буџетирање. Па добро е позитивните пракси од општина Струмица да ги преземат и овие институции кои што ни доаѓаат и од западните држави. И таму не е секогаш така. Господине Парталов, можеме вака да зборуваме надолго и на широко, кога станува збор за активностите на општина Струмица. Темите се навистина неисцрпни, не одговоривме на многу прашања кои веројатно во моментов ги интересираат граѓаните, меѓутоа времето предвидено за оваа емисија е толку колку што е. Па јас сепак имам само уште едно прашање.
меѓу дел од граѓаните постои мислење дека особено една од политичките партии кои дејствуваат овде на овие наши простори го критикуваат градоначалникот Зоран Заев дека не е овде во Струмица, дека практично Струмица нема свој градоначалник. Како функционира општина Струмица, кога знаеме дека сепак градоначалникот многу често патува за Скопје? Да, многу често патува за Скопје, меѓутоа тој е секојдневно присутен тука. Дали тоа ќе биде во утринските часови или во ноќните часови, сепак градоначалникот е тука. Ние знаеме дека неговата мисија која што има во моментот е премногу важна, меѓутоа никогаш не отсуствувал тогаш кога бил во Струмица да биде присутен, да се сретне со општинската администрација, со раководните лица, да подискутираме за секој проблем. Значи, градоначалникот е присутен тука. Единствено кое што граѓаните го осеќаат, кое што навистина недостасува, тоа се средбите кои што тој ги имаше со граѓаните. Така. Меѓутоа и овие средби тој ги остварува кога ќе дојде во неработните денови, во сабота и во недела, кога е тука, а е тука скоро секоја сабота и недела, тогаш ги остварува и овие средби. Сега обемот е навистина помал, меѓутоа и тие си траат и тие се вршат. Инаку се случува градоначалникот ќе дојде во 20 часот од Скопје до 22 до 24 часот. Ги гледа улиците во Струмица, каде се завршени работите, каде е изчистено ѓубрето. Тоа што му беше навика и пракса во изминатиот период си постои и се уште си функционира. Тој се уште го работи тоа. Општинската администрација во изминатиот период е искусна општинска администрација, која што навистина не и треба многу простор, многу укажување за да функционира. Навистина, отсуството од градоначалникот не секојдневно. Евидентно, меѓутоа, тоа е секој ден. Не се одразува на работата. Не се одразува апсолутно на работата. И јас би рекол, е присутен, скоро секој ден е присутен во општината. Дали ќе биде тоа во утринските часови, тоа од после оди за Скопје или кој ќе се врати од Скопје. Така. Меѓутоа, ние му порачуваме на градоначалникот нека си ја заврши мисијата која што ја почна. Општина Струмица е завршена мисија. Република Македонија е важната мисија која што отпочна градоначалникот на општина Струмица да ја заврши. Така. Јас се надевам кога веќе го спомнавме градоначалникот Заев, јас се надевам дека следниот месец, кон крајот на месецот, како што обично правеше секоја година, дека тоа ќе го стори и годинава, ќе биде дел од емисијата Отворено со општината, порано беше дел од емисијата Отворено со градоначалникот секој последен четврток, но ќе најде време да кажеме во вториот дел од декември, повторно транспарентно, бидејќи општината ја доби наградата за најтранспарентна општина во Република Македонија, да обстои во тоа, па малку да поразговараме за буџетот за 2016 година. И тука е крајот, господине Парталов, ги исцрпев сите прашања кои ги подготвив за оваа емисија. Останува да ви се заблагодарам за учеството во емисијата Отворено со општината и се надам дека повторно ќе се видиме. Да, ви благодарам и на вас на поканата и јас се надевам дека навистина во овој краток период, во ова кратко време кое што го имаме, одговоривме на дел од прашањата. Така, има многу прашања, има уште многу. Ние од општинската администрација стоиме на располагање. Секогаш на ваш повик, па и на наше барање да отвориме и останати теми кои што не одговоривме. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше емисијата Отворено со општината. Ви благодарам за вниманието, до следната емисија, довидување.